гледачи, добри ни дојдовте во уште едно најново издание на наша сцена. Неделна музичка емисија во која што ви информираме за сите новитети од областа на музиката. Накратко, овој пат имаме промоција на нова песна од добро позната македонска група. Секако, гостувањето од групата Зарина од Струга, како и гостувањето на нашата фолкерка Вики Филипова. Причина повеќе за да бидете со нас. Како по обичај, започнуваме со промоција на нова песна. Овој пат станува збор за најновиот проект од групата Милениум, кој што носи наслов Нитка љубовна со низа ноти проткаена. Како промоција ќе ја слушнеме песната Ангелино моме, која што е во сработка со Импродукција. Ангелино моме, што те мајка Караджана, што те мајка кара, се на исто време, се на исто време, се по вечери на џана, се на исто време, се по вечери на што ми низ двор врвиш, конја разигруваш, мене изгоруваш лудо, конја разигруваш, мене изгоруваш. Шесте момчиња кои ја сочинуваат групата Зарина ни доаѓаат од Струга.
Тие специфично за нив е тоа што го негуваат Охридско-Струшкиот староградски мелос. Тука во импродукција тие промовираат две песни. Едната која што представува лична карта на нив по која ги препознаваат Ој Зарино, а втората е Кога си бевме млади, малку подзаборавена староградска песна. Почитувани гледачи, на наше денешно огромно задоволство тука во импродукција ги имаме членовите од струшката група Зарина. Добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Така, како се чувствувате тука во нашето студио? Супер, прекрасен амбиент. Така, одлично. Ајде да кажеме збор-два за публиката да ве запознае повеќе, кои сте, што сте, од каде ни доаѓате, ја спомна во најавата, но сепак вие поотделно да се представите. Ние сме група Зарина, доаѓаме од Струга. Стефан Богатиновски на перкусии, Така. Стефан Несторовски хармоника, Тони Арстан виолина, Ристе Трајановски контрабас, Бојан Крстиновски гитара и Златко Петрушевски на кларинет. Така. Постоите колку време и која музика пред сега негувате? Па постоиме веќе година и пол. Ја негуваме, значи, националната музика македонска, староградската претежно, карактеристична за овој регион, Струшко-Охридскиот. Така, Охридско-Струшката ривиера, она што е навистина специфичен белег за неа. Така, сите членови предпоставувам сте музички едуцирани, образувани, кои што студирате, докаде сте, ајде еве и тоа да го кажеме. Па Стефан и Тони се веќе дипломирани професори, Златко е апсолвент. Така. Јас сум на тука негдека измеѓу со факултетот, Ристе исто студира музика, Бојан Карстиновски тој не е економист, но исто е школован. Скокнува, но сепак. Музички, да. Така, да, на некој начин да се надополнувате. Така, што е она што гледачите ги имаат можност да го проследат, оние две песни кои што ги снимивте тука во импродукција? Стефан, да кажеме за... Првата песна е Кога си бевме млади. Така. Значи, и втората Ој Зарино, која не представува и ние како лична карта на нашата група. Така, вие бараат ли таа песна? Да. Ги асоцирате, што ве видат вас и... Да, како се викате, Зарина. Ајде, Ој Зарино, ако може. Така. Предпоставувам тоа и беше поводот за да ја снимите таа песна. Да. Да. А другата како испадна изборот за другата да ја снимите, бидејќи сепак имаме премногу староградски песни? Таа песна е многу стара. Да. Претежно сум ја слушал од моите роднини, како се пее, и одлучивме да ја снимиме како да оживее некоја песна измеѓу младите. Така. Ајде, предлагам да проследиме таа песна, па потоа се враќаме назад во студио. Кога си бевме
Ајде не повторно назад во студиото после овие прекрасни староградски звуци. Момци, дали талентот го наследивте од некого? Еве. Па да, ете, јас можам да кажам дека сум внук на левакот виолинистот од Билјана, старата група. Како му беше името? Адем Така. Левакот го вика, што оставил голема трага во националната болест на македонската староградска. Така. На некој начин веќе ги пораснати со тие песни и сега ја продолжуваш традицијата. Така. Како се пронајдовте? Еве Стефан нека каже. Како се пронајдовте сите вака заедно членови? Ние и претходно соработувавме. Со Тони, например, сме школски од средното. Златко беше тука неколку години, па решивме така да се скомбинираме. Нели да се оформиме во една група Зарина. Така. Сепак мислам друго е кога ќе бидеме на како група, претходно свиревме малку така да речам присобрани. Да. Така. Но сега сте поорганизирани. Сега сме веќе. Кој беше кумот за Зарина да се крстите? Кумот беше Стефан. Така. Мислам сепак тоа е едно старо име. Да. Во смисла нели да се продолжи традицијата. Така. Да се негува, се заштити тоа автентичното. Така. Каде се настапувате? Стефан пред малку кажа на Охридско-Струшката ривиера, но еве поконкретно да кажеме каде. Значи моментално сме во хотел Изгрев. Така. Често свириме и во хотел Дрим, настапуваме нели на приватни забави, родендени, свадби, крштевки, така натаму. Што е оно што е барано? Знаеме дека по Зарина ве препознаваат сите, вие бараат таа песна, но кои други песни ви ги бараат? Па се разбира, освен оние староградските што ги негуваме како и Зарино, Голема Риџа, Тичина, може актуелни се нели и Бисера. Така. И други. Епа кога ја спомна Голема Риџа Тичина, да предлагам да ја слушнеме така малце кратко за уште. Може, зашто да не? Може. Одлични. Морам да кажам, одлични, феноменални. Мене буквално ме купивте. Јас доаѓам на сите ваши свирки. Ајде вечер во Дрим. Така, одлично. Стефан, уште малку да помуабетиме пред да чуеме Зарина. Кажавте настапувате во Струшкиот дел, да кажам. Да. Охрид, колку сте познати во Охрид, колку ве побарале, колку ве виделе? Па во Охрид бевме во Канео летната бавча за дочекот на новата година. Така. Моментално сме искрено презафатени. Секој викенд работаме. Охрид малу поретко доаѓаме. Така. Ајде да погледнеме и Зарина пред публиката, па потоа се враќаме назад. Zarino, prva se do
šaštani šalka. So mojte prvi dušmani, so mojte prvi dušmani. После оваа прекрасна охридска староградска песна, тука сме повторно назад во студиото со групата Зарина од Струга. Кои се ваши следни планови? Ете, во периодов кој што ни престои летниот период? Па неофицијално ова лето имаме понуда за да настапуваме во Турција во 3 града, во Истанбул, Анталија и Анкара. Но за сега сме во преговори. Ќе ве известиме како официјален медиум. Така. Имаме во план да се снимат уште еден проект на зачување на староградската песна, претежно струшки песни кои не се никогаш снимени. Така. Да се присетат и постарите генерации, но и младите да почнат да слушат квалитетна музика која ја негувале нашите дедовци. Така. Дали ве бараат на приватни веселби, приватни забави, свадби можеби? Па да. Дали сте барани? Свириме приватни забави често. Настапуваме претежно на роден ден и крштевки. Летниот период сме ангажирани за неколку свадби. Матурите доаѓаат допрво. Па и за тоа имаме некои понуди. Така. Одлично. Момци, јас ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете гости во Импродукција и секако ви посакуваме премногу успех понатака и за секој ваш новитет, успех, ние стоиме тука. Ви благодариме и на вас. Благодариме. Вики Филипова, која долги години живее и работи во далечната Германија. Изминатиот викенд беше гостинка во родната земја. Таа дојде со причина да сними нова песна и видеозапис. Видеозаписот за песната Змија го изработи Импродукција, а се снимаше на неколку локации во Охрид, повеќе од разговорот со Вики. Почитувани гледачи, гостинка денеска на наше огромно задоволство тука во наша сцена, конкретно во Импродукција, ни е добро познатата Вики Филиповиќ. Вики, добре ни дојде. Добро ве најдов, Весна. Благодарам за поканата. Здраво за сите верни гледачи на Ин телевизија, ги поздравувам од срце. Така. Еве како што секогаш и во секоја емисија моето е да кажам секоја прилика ја користам да дојдам во Македонија и да се случува, се снима нешто ново.
Така, буквално доаѓа со причина и сето тоа гледаш максимално да го искористиш, да дојдеш, да снимиш, да не оставиш нови звуци, а така и овој пат. Денеска максимално турбо го поминавме работно денов. Што конкретно, ајде да запознаеме публиката, што се подготви денеска? Па вака, јас дека скоро време ја снимив ново компонираната песна Змија. Така. Многу интересен наслов, необичен. Да. Ме прашуваат реакции, има и позитивни и негативни, него тоа е така како е, ние сме во медии, мораме да бидеме навикнати на сите позитивни и негативни коментари. Так. И не сакав нели да помине долго време за да се сними спот за песнава. И затоа побрзав, што побрзо да се случи да дојдам во Македонија и денеска се случи тоа, саканото се сними спотот за песната Змија. Така. Но еве уште малце гледачите да ги оставиме во неизвестност, ќе почекаат. Ќе почекаат. Така. Спотот ќе биде готов сигурно за предпоставувам уствари дека за недела дена или 10 дена ќе биде готов. Така. Музика, текст, аранжман на Змија, кажа, вистина има интересен, специфичен наслов, не секојдневен можеби. Да, специфичен е насловот. Идејата беше моја и на мојот кум. Така. Тој ме дружеше денеска, ме дружеше со кумата наша, ги поздравувам од срце. Така. Текстот е на Ѓорги Дојчинов, на мојот кум. Така. Мене интересно ми дојде и текстот и музиката и све. И така и прифатив некако. Сладка ми е песната, мене лично ми е сладка и сладко е и отпеана и спотот е ете денеска скоро завршен. Така. Да речеме повеќе имаше локации, во Охрид. Сакав да го снимам од причина што тука може да се најдат се уште нели многу локации. Бидејќи и кажуваат и коментираат, абе зашто све во Охрид, зашто ова, зашто она, па нели испијани се сите локации, снимани се сите локации. Не, Охрид е град кај што е многу убаво, мислам јас се осеќам многу пријатно кога сум. На некој начин се уште е неисцрпно. Се и уште е неисцрпно и дека јас сега дојдов стварно за многу краток период, дојдов вчера, денеска се снимаше спотот. И утре се здравје заминувам. Да. Ја користам секоја прилика стварно да дојдам во Македонија и на нас, моите обожаватели и гледачи, ваши и наши, да презентирам нешто ново. Така, одлично. Публиката ќе има можност, значи како што кажа, за 10 дена да го погледне овој видеозапис. Во него да напоменеме имаме и двајца статисти. Па да ви кажам право, јас многу сум изненадена од статистите тие. Па и од екипата цела. Значи, статистите си ја супер. Си одработија врвно својата работа. Врвно си ја изработија својата работа. Дечкиве се стварно супер и можам да кажам дека екипава која работи и Ево им продукција си ја заврши работата одлично. Јас сум презадоволна, презадоволна, немам значи никаков коментар да кажам. Само све позитивно, позитивно за екипата, позитивно за телевизијата, позитивно за сите вас. Вие работите неуморно, вие се трудите, вие давате предност, простор за секој еден пејач кој сака да се промовира, токму вие тоа го правите. Така, тоа е и целта, едноставно зачувување на македонската песна, така. Во таа конотација предлагам да погледнеме една твоја песна. Тука која што песната е балада. Таа песна е моја песна отпеана не знам пред колку години. Но ајте да речам може и незаборавена, меѓутоа јас инсистирав да ги испромовирам и песниве кои се да речеме некако и можеби и подзаборавени. Так. И ги поздравувам сите гледачи со најубавата моја балада. Јас лично си ја многу сакам и песната се вика Сине сине. Одлично, нека уживаат. Да.
Одлична балада, навистина морам да признам, Вики, а верувам дека и на публиката ќе се допадне. Кажа, дојде за релативно многу краток временски период, допатува од Германија и повторно се враќаш назад. Како течи твојот живот еве таму, да кажам, надвор од нашата земја? Колку време си таму? Па јас сум релативно години излезена од Македонија, 18-19. Па како течи сега јас како да речеме познат популарен пејач од времево од моите 18 години настапи на така навака турнеи по Австралија 95-та, Франција 94-та, Германија и таму и ваму насекаде. И кога се случи ситуација еве да се останам во Германија, тоа е некако судбина. Так. Никогаш не сум имала желба, меѓутоа ете се случи тоа судбинско. Так. Да. И што се случи? Работев по дискотеки по Австрија, по Германија, работев викенди само. Потоа дојда на свет дечиња и јас еве како мајка, како жена, сакав да бидам со моите деца. Така. Покрај нив, не сакав на никого да ги оставиш. Да ги оставам да ми ги чува. Да. И така се направи пауза, мислам тоа е намерна пауза направена од мојата кариера. Од 5 до 7 години, мислам, беше паузата, меѓутоа не ми е криво и не се кајам поради тоа, зашто бев и се уште сум покрај моите дечиња. Тие сега се малце поголеми, ја разбираат мојата љубов кон музиката, ја сакаат и тие се музикални, пеат, се што слушнат, мама слуша, се што мама сака и тие пеат. Така да сега можам да кажам дека времево е вакво во Македонија, каде што можеме ние преку медиумите да се промовираме многу полесно и побрзо, отколку кога сум била, еве јас во тоа време како естраден пејач, кога е била само македонската телевизија, кога таму не се могло да се влезе секогаш кога си сакал или секој не можел да влези. Меѓутоа не ми е, мислам, апсолутно нити криво, нити ништо. Еве, ова е мојот втор почеток, се трудам, работам, ја сакам музиката, дечкиве се малце поголеми, како што реков, разбираат, ме сваќаат. Имам максимална подршка од мојот сопруг и еве, публиката нека одлучи дали песнава Змија или било која друга или од стариот албум ќе се слушаат и ќе бидат запазени или не. Така, токму тие се дадат оценката, така. А кога сме кај дечињата, појавува ли некој афинитети кон пеењето? Ќе ја наследи ли мама? Да, големата да, а малата ќе го наследи татко и пошто тој е по техника компјутери, а малата е по песни и музика. Така, одлично. Колку успеваш да најдеш време и за музика, и за снимање песни, а и за дома да бидеш успешна мајка и сопруга? Па како што реков, јас пошто сакам да бидам покрај дечињата и да бидам стварно мајка за нив, значи јас работам во градинка, пак со дечиња и работам не 100%, така нели како што велиме од 6 до 3 или од 5 до 4, него работам од 10 до 3. Дечињата се обезбедени, во школа се целодневна имаат така натаму. Дома сум секогаш за нив. Што ќе остане време за музика, ќе остане, ќе се посветам на тоа што не, како е така е. Меѓутоа јас сум голем оптимиста, голем борец и не се откажувам. Така. Токму така. Вики напомена дека на почетокот било малку потешко да се дојде до медиум, еве да се вратиме години наназад, а сега е многу полесно, пред се, ако не се, значи ваквите продукции како што сме ние, тука е YouTube, канал каде што веќе може да се пласира се и се што. Постои ли разлика во квалитетот на песните порано и сега? Постои. Тогаш, во тоа време кога сум била јас на естрада, или во естрада, сега малце јас сум, иако правам грешки, нели гледачите претпоставам дека нема да ми замерат. Многу малце имаше естрадни пејачи, јас сум се ставам во тоа време кога е била покојната Петранка Костадинова, кога е била Блага Петревска, Маријана Мишчева, Гоца Наудов, покоен, многу такви други сме биле заедно, сме правили турнеја во Австралија, многу сме се поминували. Да. Сега, што да кажам, сега секој втор, трет, пет снима, пее, прави, чини,
Некако се ојде на препејување на препејување на песните и мене тоа лично не ми се допаѓа препејување на песна. Таа песна Evergreen таа останува и не можам јас да ја направам Evergreen, него ја направила Петранка Коздадинова, направила Виолета Томовска, ја направила Васка Илиева. И затоа сега мислам дека презаситени сме со тие препеани песни и јас лично и поради таа причина сакав нешто да направам необично, поинаку и затоа ставив насловот на песната да се вика Змија. Може тоа звучи малце сега чудно или смешно или Добро дојдено за машкава половина. Многу пати ќе не пресликуваат по песната. Нека и секој нека се најде во песнава, мислам секој има право. Така. Меѓутоа квалитет, што да кажам за квалитет сега имаме, не дека немаме. Така. Ама во тоа време кога сум пеела јас од 89-та, да речеме, биле малце, но квалитетни. Сега се многу и за да се истакне квалитетот треба многу работа, многу труд, многу вложување, многу не знам шо, ама за среќа имаме медии преку кои можеме да се промовираме и нели фалимо на Господ што го има тоа, а публиката е таа, значи што ќе одлучи таа Вики знаела да пее, не знаела или било кој друг на пример. Оставаме тоа све на публика и нека одлучи таа. Така. Што е на наредно, што ќе го слушнеме од тебе, што ќе Па пак се работи за песна од мојот стар албум, Каде одиш, каде скиташ, пак се тие нели песни и малце духовити, малце љубовни, малце не знам како да кажам. И тогаш тоа време не се пеело толку такви песни, но тој мелост, таа мелодија мене ми лежи и јас се држам на тоа. Значи секој треба да си го најде местото и да пее тоа што ќе му одговара, а нешто нема да му одговара. Значи, ако ја не се пронајдувам во некој стил на песна, значи нема да ја пеам. Не е тоа моје, пронајдувам се во овие малце поживите, по таквите, весели, ритмички, и за свадби, и за било која врста на веселба, славје, нели, ќе си најде место. Кажа, веќе 18-19 години работаш и живееш во Германија. Покрај твојата постојана работа, некако константно си во помош во хуманитарни организации, во хуманитарни помоши. Што представува сето тоа за тебе? Хуманитарец сум била секогаш и кога сум живеела во Македонија, меѓутоа може тогаш тоа не било толку истакнато. Во јавност истакнато. Сме пееле во спортската сала во Кочани, сме пееле насекаде. Хуманитарни концерти за мали дечиња и за возрастни и така натаму. Меѓутоа сега кога сум во Германија, јас да речам не сум толку застапена, еве да идам да пеам на концерт од 300-400 публика, што тоа многу ретко некој наш пеач, мој колега или колешка може да се случи да го направи. Јас ги пеам нашиве ситни прослави, крштевки, свадбички, веридби и така натаму. Но хуманитарноста е дел од мене. Значи јас го тоа правам од срце, од душа и секогаш не само за луѓе кои живеат таму, мои пријатели, роднини, да ги наречам било кој од која националност, значи тука сум секогаш спремна да помогнам. Сама не можам тоа да го реализирам, јас сум иницијатор за сето тоа, меѓутоа сепак ми требаат луѓе кои ќе ми помогнат во сето тоа. И понатаму сакам да помагам не само на луѓе како што реков таму, меѓутоа има луѓе кои еве преко мреживе овие Facebook или не знам кои преко нашиве македонски клубови. Ние сме македонски клуб, ние сме многу мал и многу ретко нешто организираме, правиме, бидејќи мало градче па не можеш да најдеш и сала која може да биде застапена, да ни се додели. Одиме насекаде таму во околината на музики, одиме во цркви, посетуваме, мислам, се што е во склоп на музика. Јас сега, здравје, нели, кога ќе се вратам назад, сакам да направам уште еден хуманитарен концерт. Тие средства ќе бидат придонесени за овдека во Македонија. А сега моментално вечерва прави
таму босанската организација или клубот од други нации прават исто музики. Мислам штета што не сум таму, меѓутоа мене ми беше приоритет да бидам овдека и да си го реализирам тоа моето замислено. Не ми е битно каде, кој шо ќе прави, битно ми е да се човек провесели, да човек донира, даде со самата улазница, влезница која ќе се плати, со самото пиење, со самото јадење. А како што реков, еве сега пак планирам да организирам комунитарен концерт и тие средства ќе бидат пратени за во Македонија. Така. Постои ли поголема солидарност таму во Германија во поглед на таквите хуманитарни помоши, концерти, значи дали луѓето значи се трудат да допринесат да дојдат на настанот кој што го реализирате за да ја дадат својата помош за таму каде што е наменета? Да, можам да кажам дека сме во секој случај хуманитарци, социјалци. Ако не на тој начин да се плати влезница од 5 или 10 евра, тие ќе дојдат, ќе помогнат во кујна, ќе помогнат во служење на гости, ќе помогнат во донесување на торти, колачи, не знам, пити некои направени. Тука се тоа што се продава влегува во една каса и тие пари се донираат за тој што се биле на мене. Значи совеста е малку на многу повисоко ниво. На повисоко ниво. И сите се тука и се одзовуваат кога ќе прашам ајде нели нема проблем, тука сме сите сме одма се организира, одма се прави. Реакцијата е многу брза, не се пасивни, активни. И тоа мило ми е што драго. Така. Колку македонската песна се бара и се пее во Германија? Многу. Многу. Од А до Ш. Све се бара, све се пее. Се сака и народниот инструмент гајда, се сака све што е македонско тапан, се сака зурла, се сака све. Значи, како и да е, колку и да си години во Германија, колку и да далечина да си го прави своето, коренот е корен, семето од кај што потекнува. Нема, тоа те дигне, тоа те дигне од маса, од стол, те крева, те прави, тука се измешаат емоции, тука се измешаат чувствата, све. И понекогаш и солзи ќе паднат, ама тоа е дел од животот и така е како е, тоа е. И сите тие години изминати надвор од родната Македонија, дали сте почувствувале да се вратите назад носталгија? Носталгијата е секогаш присутна. Така. Да. Меѓутоа, ајде, јас не сум некој тип што сака да влезе во водите, мислам да се дискутира за политика. Таква е ситуацијата. Ние сме веќе таму навикнати на друг систем да живееме, другачие сме интегрирани. И да се вратиме, и сакаме да се вратиме, имам желба да се вратиме, не можеме да се навикнеме пак на овој систем, зашто многу работите се менјат многу брзо. Така. Многу брзо и на жалост тоа е така и многу е жалосно и тешко што луѓето еве во изобилие пробат, се трудат, прашуваат и сакаат да ја напуштат народната Македонија. Да е некако политиката во други насоки. Се надевам дека сите ќе се вратиме и ќе живееме тука како што сме живеели пред 20, пред 35, 50 години. Но сепак ситуацијата е таква. Да. Што е наредно што ќе слушнеме? Третата песна? Ќе биде Димче песната. Таа исто беше за времето го снимав првиот албум. Беше хитовска песна и сакам стварно да ги потсетам слушателите и гледачите за оваа песна. И се надевам дека ќе се израдуваат и тие како и јас. Така, и нека уживаат. Нека уживаат. Така. Zajedno, da te ljubam milu.
Ете не повторно назад со нашата драга гостинка во денешната наша сцена, Вики Филиповиќ. Вики, кои се твои следни планови? Еве, после овој видеозапис од Змија, кој што на самиот крај од емисијава ќе имаат можност гледачите да слушнат песната. Кои се следни планови? Последни планови се снимање новитети, секоја прилика да ја искористам да дојдам во Македонија. Така. Да снимам нешто ново и да се собера така 10-12 песни и да се направи CD како што сум направила и порано. Значи, касета тогаш било, не било CD со 8 песни, па снимив 8 сингл еден. Па потоа снимав и српска една песна, тоа се случи во Германија, како што реков, таму сум пеела, сум работила, сум правила, се случи едно, некаков надпревар таму, добив некое место, ми дадоа гратис и ја снимав песната. Така. Но не знам зашто, од кои причини ја немам промовирано, но реков сега, го прашав директорот на вашава продукција, дали се разбира, дали смеам, дали може, нормално. Вика, да, нема проблем, еве би сакала сега баш и таа песна да ја промовирам. Так, супер, одлично. Морам да те пофалам дека и после толку години изминати во Германија, прекрасно го владееш македонскиот јазик. Леле, фала. Имам чувство некогаш дека стварно грешам, многу грешам, ама тоа е нормално. Сега сакаш многу да кажеш за кратко време, не знаеш од кај да почнеш, да почнеш. Особено источниот дијалект. Да, бе, тоа па добро, Кочани. Така. Кочани мој роден крај. Така е. Ама за мене Македонија, јас да ви кажам најискрено, Сабајле, мислам и вчера и Сабајле кога дојдовме навака за Охрид, кумот мој ми дозволи, ми даде клjuč да ја возам колата и стварно да ви кажам колку се убаво сеќав, колку ми беше чувството прекрасно, значи после 20 години пак на нашава земја, во нашиве, не знам, убави и планини, и езера, и градови, предели, да го свето тоа некако доживееш, пак да се вратиш во времето кога си излезал скоро 20 години од државава и кога си ги поминал најубавите години, можеби тука да, мислам стварно, јас сум и многу среќна, а во друга и избунета и све ми е измешано. Све чувствата се ми измешани. Не можам да ве објаснам тоа, мислам какво, и солзи, и смеи, и све. И спомени и се, буквално. Кој е твоето следно доаѓање? Може да кажеме пред публиката? Па не знам да ви кажам, ајде, може би летниот период? Не знам, да оставиме изненадување, може и у мај. Дека нашиве таму, да речеме, летните распусти од школските распусти ги има тука, да речеме, 3 месеци. Ние ги имаме и таму 3 месеци, меѓутоа се поделени. И сега во мај, да речеме, јас имам пак 2 недели слободно, па во август имам 3 недели одмор, па не знам, сега уште о том потоа што ќе се договориме, ќе направиме план каде, како, шо. Нели, пак велам, само да се најде права песна, само да се најде песна која ќе ми се допадне, значи од прво слушање, прв момент јас ја зимам, ја снимам и без, нели, размислување, доаѓам и ја користам секоја прилика. Токму во Македонија. Токму така, токму сме и ние тука за заемна соработка. Ми беше особена чест и задоволство што се гледаме, еве, можеби еднаш годишно, но сепак добро. Така е, добро и квалитетно. Како викаат, подобро еднаш годишно него да не се гледаме. Така е, да. Сепак тука сме онлайн постојано на социјалните мрежи. Ми беше особена чест и задоволство што беше моја гостинка тука во Импродукција. Ти посакувам многу успехи понатака. Благодарам. Јас се тука кога ќе дојдам во Импродукција се осеќам како да сум дома. Многу ми е убаво. Така. Јас сум веќе соработник во вашата телевизија 4 години сигурно. И соработката се надевам од моја страна. Продолжена, се надевам од страната на директорот и на вас, водителите и на сите екипата. Вие сте супер, страшни сте, немам зборови, само све позитивно стварно. Благодариме за убавите зборови, Вики, секој е добро и среќен пат за назад. Благодарам. Благодариме.